Гужва од запленети возила на паркингот на Делчевската полиција. Мерцедеси, Опели, Фордови или вкупно според СВР Штип има 32 возила, од кои 29 се запленети поради царински прекршок. Нашите информации говорат дека некои од овие возила стојат овде со години. Од СВР Штип објаснија дека возилата се запленети од МВР и овде се чува додека трае постапката, но повеќе информација од таму не соопштуваат, освен фактот дека надлежна за нив е царинската управа. Дека постапката за запленетите возила е долга, потврдува адвокатот Кире Величковски, кој вели дека само кај него има околу 20 предмети од граѓани од регионот, но и од Бугарија, кои повеле постапка против државата која им ги одзела возилата поради царински прекршок. Се врши некаде околу 2 до 3 години. Се мисли на првостепена управна постапка, второстепена и потоа се покренува со тужба управен спор пред управен суд и пред виш управен суд. Со тоа што управниот суд, согласно Законот за управни спорови, не ја користи полната юрисдикција, односно не донесува пресудена работа, туку го поништува решението и предметот го враќа на првостепениот орган на повторно одлучување. Од овој правен лавиринт ретко кој излегол победник, а камоли да си го добие назад возилото. Странките по завршувањето на постапката, доколку се позитивно за нив, односно пресудата гласи на враќање на возилата, сите странки си бараат надоместот на штета од државата. Странката од соседна Република Бугарија побарува од нашата држава износ од 48 милиони 046 денари 857 или претворено во евра изнесува 781.249 евра. Адвокатот Величковски потенцира дека царински прекршоци надлежните исклучиво бараат кај возила со бугарски регистарски таблички. Најчест прекршок е затоа што граѓаните возат со полномошно, се работи за возила кои што гласат со странски регистарски таблички. И втората ситуација е кога возилото престои во Република Македонија подолг период од 6 месеци, а против истото возило сопственикот нема покренато постапка за царинење. Никој од засегнатите сопственици не сакаше да зборува пред камера. Нивниот револт кон државата и неможноста да ги платат казните и да си го земат возилото остана без гласност. Одговор не добивме ниту од царинската управа. Инаку според статистиката за увезени возила, за само еден месец од оваа година легално се увезени 2025 возила, од кои само 193 се нови патнички, а 1695 употребувани патнички возила, додека во 2015-та увезени се 29.931 возило, од кои нови патнички се 4.244, а употребувани 23.196 возила.